Во косовското село Рачак на 15 јануари 1999 година српските безбедносни сили собраа десетици цивили од нивните домови. Ги однесоа во шумата во близина на селото. Таму, меѓународни истражители утврдија дека биле убиени 45 мина албанци, настан кој го смени курсот на Косовската војна. Рам Шабани бил меѓу оние што се спасиле. Оне kom gick där först. Jag kan inte med gjort han är om 0 kon. Det mrom jag kom ner till sila goma chevet. Ju mro alla kom ner till mrom. Så kan du piskom. Ci petigan rei eller kto kan rei. Kan partiet tere kadol spirti. Еден ден подоцна, меѓународни посматрачи и новинари пристигнаа во Рачак и беа шокирани од она што го видоа. Меѓу мртвите имаше и жени и деца. Тогашната југословенска влада тврдеше дека биле убиени сепаратистички борци во Рачак, кои претходно извршиле смртоносен напад врз српската полиција. Но истрагата на ОПСЕ оцени дека станува збор за масовно убиство на албански цивили. From what I personally saw, I do not hesitate to describe the event as a massacre, obviously a crime very much against humanity. Масакрот во Рачак предизвика меѓународна реакција и мировни преговори кои се случија наскоро во Рамбуе, Франција. Кога југословенскиот претседател Слободан Милошевиќ одби да го потпише мировниот договор, НАТО започна кампања за бомбардирање на Србија. Моменти e Rachakut pati rol tepër të rëndësishëm që dhe ne të bëhemi së bashku, të jemi unik në delegacionin e Kosovës. Tash një domen shumë tjetër, domeni politik u kriju raporti fajësisë dhe pafajësisë në mënyrë shumë të qartë. Ne në shkruam marrëveshjen, Serbia nuk e në shkruajti, prandaj u krijuan rrethanat për bombardimin e Serbisë. Please be seated. Масакрот во Рачак беше и дел од обвинението против Слободан Милошевиќ од Меѓународниот суд за воени злосторства, но тој почина за време на судењето во 2006 година. Никој не одговараше за масакрот. Dëshmitarët po vdesin, mirë po edhe kujtesa e tyre dhe memoria e tyre me kalimin e kohës zbehet. Ndërsa s'bëhet fjalë më për prova forenzike, për prova materiale. Pra, është jashtëzakonisht e vështirë për prokurorin që tash në një distancë kohore mas 20 viteve të gjej prova dhe ta ketë lehtë që ta ndërtojnë një akt akuzë dhe ta mbrojë atë para gjykate. За Мехреме Халили тоа е дополнителна болка од загубата на синот. Ма të mirë nuk më pas këto. Незиниот син Скендер беше меѓу жртвите убиени во масакрот. Мехреме вели дека никогаш нема да го заборави моментот кога незиниот маж и кажал дека синот им е убие. Unë që thatë që tëtë ti, unë gja. Thaj të gronë, thash, tha mos u mërzita se djolin e këshin mitë. Së kështë shka me ba. Синот на Мехреме е закопан со другите жртви од масакрот во Рачак на гробиштата на влез од селото. Во близина има статуа од посматрачот на ОПСЕ Вилијам Вокер, кој прв го предупреди светот на злосторството во Рачак.